Инспирација беше на многу читатели на весникот Дневник. Кога се слушаш, кога гледачите те гледаат и слушаат на телевизија со сиот свој бекграунд, оставаш печаток на жената која што во музиката умееше да направи промени. Како е денес, Сонја? Денес го прво ми е многу драго што слушам моја драга колешка, синоним за Велес име и презиме. Толку убави зборови. Како е денес? Денес можеби мојот пристап новинарски е поинаков. Знам да чекнам некои делови, особено од оние нерешени авторски права, односно емитување на македонската музика по медиумите. Порано тоа ми одеше полесно и успеав пред едно 15 години. Меѓутоа сега ќе треба повторно да се вратам. Имам напишано неколку колумни околу тоа, меѓутоа кога станува збор за музиката треба многу да се пишува за доброто на македонската музика и за доброто на сите изведувачи и автори. А знаме колку е тешко да се изведи и да се спромовира една песна со еден спот, а не албуми, и за доброто на историјата на македонската музика. И таму некаде треба да се наоѓа твоето, можам да кажам, најпрепознатливо дело посветено на Тоше Проески. Тоа дело мислам дека сега ќе доживее поголема афирмација, после години затишје, по промоцијата секако 3000 примероци, првите 3000 кои излегува веднаш беа продадени. Има реиздание пред неколку години, меѓутоа сега околу самата реализација, најава за снимање на филм, серија, документарец и шоу за Тоше Проески, мислам дека книгата сега повторно предизвика голем интерес. Потврда беше големата посетеност во градската библиотека во Велес и навистина многу се радувам што деца кои се родени по знаменувањето на Тоше го знаат, ги знаат неговите песни и ја има тука книгата и ја чита. Тоа е една голема сатисфакција за мене и како соработничка, пријателка и се на Тоше Проески и како автор на книгата. Освен филмот, друго, серија? Да, ќе има серија, филм, документарни, мислам дека и неколку документарни филмови и планирано е шоу. Докаде се подготовките, не би можела конкретно да кажам, меѓутоа се работи долго време на сценарието на филмот, но при мојата нова средба со Око продукција, која и Македонска радио телевизија со представници, односно со средбата планирана наскоро со Пеце од Око продукција, ќе можам конкретно да кажам докаде се тие, докаде се стигнати и што се треба да следува периодов. Ти благодарам.